Синдикатот на културата утре излегува на протестен собир пред ресорното министерство. Разочарани од односот поради кој 3000 работници за великденските празници останаа без плати. Револтот е уште поголем што истото се повторува секоја година. Покрај ова не се откажуваат и од поднесување тужби за непочитување на колективните договори. Синдикатот останува на посочените најави за тужби, бидејќи ова што се случува во културата не е прв пат. Ова се случува веќе 4 години наназад, откако е подпишан колективниот договор за култура. И доволно веќе вработените во култура имаат трпение и мислеа дека ќе дојде до некое подобро решение и дека ова нема повеќе да се повтори. Меѓутоа, како што гледате, ова се вторува секоја година, така да ќе мора едноставно да се почне и со тужби. Министерот за култура пред 2 дена преку социјалните мрежи им се извини на вработените за доцнењето, советување дека ќе ги добијат платите заедно со зголемувањето на почетокот на оваа недела. Лјутков појасни дека причина за доцнењето е усогласувањето на платите со Министерството за финансии. Но ова објаснување според опозицијата не е доволно. СДСМ денеска бара оставка од Лјутков поради како што велат хаосот во културата. Покрај ова бараат и повлекување на срамните изјави за приватизација на културното наследство и итна исплата на мартовската плата за сите вработени во овој сектор. Кога СДСМ зборува за култура, тоа звучи како пироман да се фали дека го изгаснал пожарот, им возврати ВМРО ДПМН. Министерството за култура во нивно време беше претворено во каса за партиски трансакции и награди за блиски личности. Грантови се делеа без критериуми, по телефон, по пријателски врски и по заслуги кон партијата. Уметниците кои не беа лојални беа игнорирани или санкционирани, установите беа блокирани, а културата сведена на приватен бизнес за избрани поединци, стои во реакцијата на владеачката партија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.